Остри критики од градоначалникот Шилегов кон Државниот инспекторат за животна средина и јавното обвинителство неколку дена по скандалот со несоодветно третираниот отпад. Зарем мислите дека такви снимки 50 дена треба да се молчат? Никој ништо да не прави? И сега градот бил виновен што пријавил. Тој викат не смеем дале снимки, им ги покажавме кога ја правевме пријавата, што не ги земаа тогаш. Одговорен обвинител веднаш бара од истражен судија налог и врши запечатување на таа инсталација. Истиот ден на 13 декември таа инсталација која се пријави требаше да биде запечатена. Препукувањата на релација обвинителство град Скопје продолжи по вчерашната реакција на јавното обвинителство која обвини за неправилности при поднесување на доказните видеоматеријали на кои се гледа како кучиња скитници јадат делови од човечки органи. Основното јавно обвинителство Скопје ја информира јавноста дека кривичната пријава во предметот за третманот на медицинскиот отпад од страна на фирмата Еко Клуб од Битола на записник ја поднесе главниот инспектор во град Скопје на 13 декември 2019-та, 3 дена откако го забележал настанот. При поднесувањето на пријавата подносителот не достави материјални докази, а за настанот не е приложена ниту службена белешка, ниту записник за констатирани неправилности од страна на подносителот инспектор. Од друга страна пак Шилегов им порача на обвинителството и Државниот инспекторат дека не требало да бараат начин како да избегнат одговорност за овој случај, туку требало да си ја наведнат главата и да си ја признаат вината. Инаку вчера Скопската депонија ги отвори вратите за јавноста каде медиумите влегоа кај печката каде се согорува опасниот отпад од болниците. Таму беа затекнати расфрлени епрувети со крв. За надлежните тука немало ништо невообичаено, оти печката била оградена, а тука влегувале само овластени лица.